Јас се размислувам да го побарам бројот од министерот Панче Тошковски да го викнам дома да ми реновира. Има одличен има сен за внатрешен дизајн и за фенг шуи. Фенг шуи, ова малце понавака да се Да, тргне, ова вдека тоалетната не овде, пошто лоша енергија има овој тоалетната. Од онаја страна водомерот не смее да биде таму, ако пукне, онда треба да биде од овде за да добиваме малце повеќе водена енергија. А не ли можева со документите малце понадесно? Ајде да видиме овој инспекторов за тоалети. Баба Сера. За ке. И светла да се стават и ова да се... И ова не... На шо личи бе, гледа какво е. А ова вамо е за тоалетите? И така стоело да се. Че. Ова било направено и 12 години така си стоело, така? Пукнал водомер и го ставиле за водомер. И никој не го видел. Ние са меняме мјалници, чешми, кречење, сијалици, шо се... И случајно да нема реакција од граѓани дека нема тоалети и да не побарав да видиме дали има и да не гите се станеше така. Позадите се... А од позади имаме ли кич? Немаме ни таа. Таа ќе обиеме, само оваа дека не че промнички. Добро. Само да дојде началничката, си направи записник да си види како се. Добро. Од тука ќе си биде влезло. Ова понака да отрнеме негде или Без запишување, може да го поместиме и да му најдеме некое друго место. Така стоат нефункционални простории. а немаме простор. Демек. Од таа не одме. Тука чуваат предмети. Имаат предмети внатре, ќе видиме нешто. А не може ли предмети што ги има посегде, кои што така стоат да ги ставиме таму барем да се ослободи простор за движење? Ќе правиме тука да се наредат сите предмети што имаат, да се знаат дека им се тука предмети. Океј. Значи ова ќе е само за редовни, така? А браво. Добар ден, како сте? Супер, одличен си исто вработи. Одлично што наши работни колеги. Панче сум, здраво ми е. Дополнителен влез, од тука може да се направи за пасоши. Влез за пасоши да биде, а таму само да биде влез за сликање. Е сега бараме вакви, така? Ај ќе гледам да видим. А тие простории таму од позади што се? Ајде да ги видиме тие. Да видиме дали може нешто да санираме колку долго. Вие што направите, јас сам сакам да дзирнам, не ми се верува што ми кажува. И па сега гледаме нешто така, малце од малце да подоправиме со условија што ги имаме. Ви треба помош да Ни треба помош цело време. Здраво. Панче сум, здраво. Сега овде се бели. Да, ова да биде се бело и тие се бели и нема се менја што беа. Значи овој дел ќе е зитни сега, Само така? зитни, да, само зитни ќе биде. Добро. Сообраќајниот позади, И секретарни дел за сообраќај, стационарите позади. а возачки таму напред. Возачки во новата просторија. Добро. Значи овие две? Три. Е, па супер, што доволни се? До сега стоеле така затворена, може да се бидат. И ова така стоеш. Значи, јас се размислувам да го побарам бројот од министерот Панче Тошковски да го викнам дома да ми реновира. Има одличен има сен за внатрешен дизајн и за фенг шуи. Фенг шуи, ова малце понавака да се Да, тргне, ова вдека тоалетната не овде, пошто лоша енергија има овој тоалетната. Од онаја страна водомерот не смее да биде таму, ако пукне, онда треба да биде од овде за да добиваме малце повеќе водена енергија. А не ли можева со документите малце понадесно? Ајде, прашај. Статиката ја измери, али... Не, статиката Мицко ќе ја мери кој ќе да. Статиката Мицика ќе ја мери, ако може... Технички министер Филип Петровски Овој вели се поставува за санитарен избори, инспектор. а не за реновирање на ВЦ. Точно. Кеневџије. Оф, леле. Што сме сгрешиле, бе, Мишка? Мислам вака како граѓани на оваа држава. Што сме сгрешиле за ова да го гледаме? Па што сме сгрешиле? Сега ставив пред малце еден на... Како се вика, на пауза 24 сати до утре, до утрешната емисија. Аха. Ти му збориш ке те труја таму, он вика, Стефче нема да лапне станче. Глупо дете, мислам сега да ти кажам. Прво и општина Ѓорче Петров, кај што Стефче нели нема ингеренции. Тоа е прво. И сега не е работава дека ќе го отруја таму, него он се радуе. Што сме сгрешиле? Што сме сгрешиле, бе, брат? Сме Вика, сгрешиле што ние немаме образование. Кај нас имаш неписмена, како да ти кажам, генерално неписмена раја. не, ДДБ вика што ви е смешно овде не разбирам, ама ќе ги видите резултатите на избори. Добро, ДДБ, Добро ти веќе стварно ги ова кај тебе поминува, брат, ти си стварно среќен што министерот кој што спроведува севернизација на документите
неосеверџани, ти си среќен што тој министер ти го менува името на државата, односно ја спроведува личните документи промената на Кенев? името на државата и се фали дека ќе реновира Кенев, кој што 12 години не бил реновиран. Ако тој Кенев 12 години не бил реновиран, значи не бил реновиран ни у време на ВМРО ДПМН. Значи 7 години не го реновирале СДС, 5 години не го реновирале ВМРО ДПМН. И што е тука, кај ќе помине ова? Кај кого? Не објасни ми кај кого. Чекај бе да му направам еден кейв на Барса Лео. Другар ми имаше поднесено на 25 август за пасош, пред пола сат му се јавија за во пролета на 9 март. Зборете за инат, за Тошков. Браво за другарите што обезбедил нов пасош со Северна. Не, најако беше Мицковски што се издаде дека за еден месец ма не за еден месец, за 2 недели пасош му дали. Брат, значи овој технички министер за нужник, како да ти кажам, брат. Иде нужник реновира. А оди избори земји. Ова ни Вучич не го прави. А не го прави, брат. Не ми се верува. Не, ова се осеќам како да гледам изборна кампања у Таџикистан, брат. Кај оние Магамедов што завршува, брат, отиде на стан, брат. Не, како се викаше кај што збореше оној на Оно телевизијата. биста од куќето што си имаше. Исто, брат. Као тамо да гледам, брат, изборна кампања. Да, како пали дизел КамАЗ. Казахстан, мислам дека Тоа беше. Казахстан, Да. дизел КамАЗ како Да, пали. брат, така се осеќам. Сварно, брат, многу јако. Сварно многу јако. Ајде да видиме сега што вика Панче Тошковски за некоја посуштинска тема, еве за Преспанскиот договор. Ајде да видиме што вика за представа. Ајде сварно да видиме, мислам пошто Кенефот го искоментиравме доволно и поише од доволно. Јакова со Кенефот, Да. стварно еден 12 години не еден реновира. проект, една суштинска промена во Министерството за внатрешни работи, Кенефот тоалетна хартија однесува. Ајде. Да видиме сега. Договорот преспа е таков како што го потпишале, тоа е. Мора да се почитува. Што би биле ние ако не ги почитуваме меѓународните договори? Договорот преспа е таков како што го потпишале, тоа е. Мора да се почитува. Што би биле ние ако не ги почитуваме меѓународните договори? Договорот Како да ви кажам? Тоа е, ние за џабе искачавме у студио сме. У студио сме. Тоа е. Ние за џабе протестиравме, за џабе не тепаше полиција, за џабе плачевме кога се менја името на девајки се дека ВМРО ќе го врати. За џабе тоа е, едноставно. За џабе ми поминаа 6 години од животот. За џабе имавме сите у студиово кои што се постари од 94-та. Сите у студио имавме за македонски екстремизам досие, не следеа. Полициски коли ни беа паркирани пред редакција, пред куките. Тоа е! Не апсеа, Боро го апсеа, така е. Тоа е, мислам, како да ви кажам. Сега вие... Панче Тошковски сега нешто може да смени? Па што ќе ми ако не може да смени ништо? Што ќе ни се? Ако не се подобри од вие, точно, ако све е исто, што? За кого да гласам? Па не е ни чудо што нема да дојат туку у студио. На Сител нема да го прашаат Панче Тошковски, абе луѓе, вие кажавте дека промената на името се спровела Вучич истрегува од фрижидера Панче Тошковски од Кенев. Да. Мешка што се деси со истрагата за Сања Божиновска, новата членка на ЦКНВ, да не ви забранија да ја коментирате. Не бе. Да бе, кај е текстот, пуштете го, објавете го текстот и готово. Реактивно не работиме ние. Проактивно работиме. Значи еве, Сања Божиновска е се уште директор за трговија на Рудна Србија. И ќе објавиме што е поентата. еве, не ми е јасно. Не ми е јасно ние зашто се боревме. Ние се боревме с Тентон да добие 32 тендери у рок од 2 години. Мислам, еве, си сите ВМРО-вци, за тоа ли се боревте? За Кочо Ангјушев да добие 10 милиони евра? За сите документи да ви бидат со Северна? Зашто се боревме? Мислам,
ако е исто, нема логика. Поставете си го сами прашањето. Ве гледам на Facebook, го објави видеото, не смеете да лајкнете. А сте го гледале? Има прегледи. Не смеете коментар да пишете. А СД шо направија? Па тоа беше оправдувањето и вчера со тепачката, со овој обезбедување на Мицковски што спречи акција претрез за дрога. Што збориш? Тоа им беше оправдувањето. Абе, што а збориш? Заев обезбедувањето кога тепаше? Абе, што збориш сега, ние тука објавуваме дека они купиле тракторчиња за 10 пати повисока цена, кога објавуваме дека купиле трактор од 80 багер од 87 теге уствари, тоа е за гурање само, од 87 за 50.000 евра, од Нефи го купиле. Да. И ние го објавуваме тоа со флагрантни докази дека се местени тендери и они ти викаат добро, ама и СДСМ исто прави. Добро. Значи ние сакаме да бидеме крадени, лажени, манипулирани. Како да ти кажам? Што вика режија, се доека од нашата партија. Да. Кога е нашата партија на власт, нема криминал, Поубаво нема крадат. поубаво крадат. Абе види, овие избори ќе бидат под 300, како што беа за локалните, и двете партии, големи македонски. Проблемот ќе биде следните избори ќе бидат под 200. И тоа не им е јасно дека тоа е неминовно. Прашање на време е. Они можат да дојдат и уште еден мандат да истераат. Еве ги СДС истераа уште еден мандат. Па боле да не го добијат тој со Заев. На 220.000 стигнаа гласови за локалните избори. ВМРО ДПМН кој ќе треба да ги внесе бугарите устав, кој ќе треба, не знам, да спроведе сериозни монетарни затегнувања, финансиски затегнувања на буџет, ќе падне или ќе порасне со гласови? Што ќе направи? Кој ќе треба сите овие работи кои што ете Заев ги потпиша со Преспанскиот договор да ги спроведува и таблите што не се сменети да ги досмени и све, боле ќе помине? Исто. Ќе идат мртва трка до дното и двете партии. Ама знаеш кој ќе биде среќен? Олигархијата. Што ги има киднапирано? Ова Преспанскиот договор. Тоа е! Што е он крив? Он бил тогаш адвокат. Малце бил у Елем адвокат, малце кај Зоран Заев у Струмица. Тоа е. Мора да се почитува договорот. И мора да се работи. Мора. Мора да се работи Мора сега. да се Дали е да се Елем чисти на Христијан Кенефот, Мицковски, дали е општина Струмица предводена од Зоран Заев, договор си е договор. Он е адвокат, професионалец, тоа е, мора да се почитува тоа. Тоа е. Ај пуштете броевите да се јават гледачи да видиме. Види, пред да ги пуштат броевите, имаме уште 2 видеа за мотивација за гледачите. Да Ајде видиме, да видиме следното видео што е. ВМРО ДПМН што му се смееше на СДСМ дека викале нашата земја, да видиме новата заменик министерка за финансии како ја нарекува Република Македонија. Скористување на средствата доделени од ИПА фондовите, токму доделени за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во нашата земја. Доделени се средства или алоцирани во нашата земја во 2018 година, со кои требало да се спроведат мерки и проекти во делот на заштита на животната средина, климатските промени и транспортот, значи прашања што се и од животно значење за граѓаните, мерки кои требале да ги спроведат Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски. И во рокот до 31 декември 2023 година, значи во рок од 5 години, тие мерки, активности Нашата земја. Ова е од нашата земја. Да. Иначе во целото интервју цело време вика нашата земја, ова не е исклучок. Има и друго видео им пуштив на режија, ама забравиле да го спремат, значи цело време вика нашата земја. Ај спремете ги тоа видео. Цело време, цело интервју вика нашата земја. Тошковски, Тоа тоа е Преспанскиот договор, мора да се почитува. Тоа е тоа. Тоа е. Вели Тошковски, нели рече Антонио, тоа е реалност. Христијан рече Преспанскиот е реалност. Тоа е тоа.